Прочитав на Facebook интересна полемика, објава некој напишал тип, демек мажите денес, тоест не некоја цура, мажите вика денес зимаат вика кучиња, чуваат осамените што се многу мужи за да се доближат до жениве, да ја побудат нивниот интерес кон нив. Па некој искоментирал нешто у смисла на демек па нормално дека сме осамени кога жениве ги гледаат, трчаат по синовите на големиве газди, па имаш одговор тамо од не знам кој, дека па нормално дека трчаат по синовите на големите газди, пошто останатите сиромашни или овие клошери што се секогаш се само, како се вика тоа, се прават само жртви, се само сожалуваат, дека тоа завидуваат на способноста на овие синовиве на газди. И ме потсети прво на ова на постов ме асоцираше на една размисла моја што имам за материјализмот, за духовноста, за Борислав Пекич, познатиот дисидент српски писател од југословенско време, итн. Ама ми текна прво на ова, дека јас искрено не познавам син на газда, кој што се откажал од татко му, газдата, се откажал од цело негово богатство, заминал некаде у пичкоец на некој друг крај на светот, или може би останал тука, но се тргнал од дома, почнал од нула и направил пари. Ја не познам таков. Дали познавате вие? Ово врска со способноста, нели, голема на синовиве на газдиве што се големи. А сосема друга приказна е како тие големи газди, тајкуни денешни, или како ги викаат, направија пари у 90-тите години. Ако тоа треба да го сведеме под способност голема, доаѓаме у повторно, овој се отвора темата на моралот и, кажи го, ова етичките принципи и способноста, нели, како таква, у наводници, затоа што начинот на кој што ги направија тие огромни пари во 90-тите години, денешните тајкуни, е многу познат. Таа е многу интересна приказна, долга, но и замаглена. Од проста причина е замаглена, затоа што никогаш не се спроведе до крај процесот на лустрација, па да се види како тие денешни тајкуни моќни, со чија помош, со чија поддршка, со чиј бекап, направиле милиони, преземале фабрики, уништиле фамилии, избркале работници, туриле под стечек претходно тие фабрики за да ги купат, замали пари, итн. Што значи, поентата ми е не се работите црни и само бели, и не е тука дека се работи барем овакви држави како нашата за некоја огромна предприемачка способност, туку се работи за нешто сосема друго. Во едниот случај кажав што е тоа, затоа што ја лично не познам син на газда кој што се откажал од татко му од неговото богатство, почнал сам и сам направил империја. У Македонија тоа невозможно да го направиш. Некои да успеале, направиле некое богатство, почнале што се вика сами, но пак тука имало бекап, огромен поддршка, огромна, најчесто тоа била политичка партија која што дошла на власт и ради икс причини или близини на дотичниот со таа партија некакви му овозможила да отвори такви фирми кои што партијата ќе ги користи за време на своето владење и кои што ќе го натапка со пари, така што ќе му, нели, ќе му ја пуни касата у фирмата со пари за икс причини, со проекти, дел од тие пари тој ќе враќа во касата на партијата, во приватни џепови, дел ќе задржи за себе и да, стана и така богаташи. Но ние немаме амерички примери. Или барем немаме кој знае колку амерички примери на богатење овдека се знае како се богати. Значи толку околу способноста, нормално вие пак ќе си бркате работа и мужите нека зимаат кучиња, нека чуваат ако сметаат дека така полесно ќе дојдат, ќе си ја решат осаменоста, ќе дојдат ќе си најдат партнерка, жените исто така, слободно нека продолжат да си трчаат по синовите на овие на газдиве, затоа што нели тие не се само што сожалуваат, не се обвинуваат дека не обвинуваат други дека не се богати како вие клошариве што си така натаму и така. Но што значи светот ќе продолжи да си тече да си оди по оној колосек по кој што оди, немојте да се секирате, така е долго време. И сега се отвара прашањето за духовноста. А тоа вели вака, дека поентата на секој капитализам е брутална деспотска власт на материјалното врз духовното. Кај нас, моментално, во западниот свет, не знам како е во тој подалечниот тамо свет, што за него толку многу не знаеме, веројатно е исто,
материјалниот принцип, желбата за стекнување материјални добра, заслепеноста од материјалното, достигна таков степен да веќе ние тој еден духовен принцип не може да му се спротистави. У тоа да бидете сигурни, гледаме што се случува, но да знаете дека и тоа си има своја цена. Јас често ја употребувам тој израз, све се плаќа на овој свет, буквално све, ама буквално све. Така што тука има една квака од целата таа работа, што тој материјален принцип кој што сега неприкосновен, брутален, кој што деспотски владее над секој духовен принцип, еден ден ќе стане жртва токму на сите оние работи кои што денес го прават да биде силен, да биде моќен, да биде неприкосновен. Така што зрното на неговата пропаст, на неговото урушување ќе дојде од него самиот, значи од внатре го носи тоа зрно на самоуништување со себе. Некој ќе го каже тоа, не знам, диалектички материјализам или не знам што како, но веројатно и тој диалектички материјализам што некогаш беше нели актуелен во источниот свет, сигурно произлегол од некоја друга мудрост човекова што досега многу од дамнешни времења. Значи не бил случајно, не му текнал на некого баш така. Тоа е некој подлабок увид на нештата, дека зрната на нашата пропаст, на се она што постои, се наоѓа токму во тие противречности внатрешни итн. Толку околу одредени филозофии, се враќаме на некои поконкретни теми. Да кажеме. Што бара јуришна пушка у раце на 15-годишно дете? На она дете во Тетово, што пукаше во живи луѓе, кај што има убиени, многу ранети. Па еве шанса, можност, обвинителството, што често го спомнуваме у последно време, да покаже неумоливост, бруталност, случајот да го расчисти до крај. Не во смисла кој пукал, шо пукал, зошо пукал, тоа горе-доле се знае, него да расчисти во смисла кој се тоа знаел дека Малиов има допир со јуришни автоматски пушки, кој се знаел дека Малиов учел упукување со таа пушка, значи некој го носел да гаѓа, со оглед на тоа дека го однеле, земале со себе и во акција, чија цел биле убиства на некои луѓе, веројатно имал искуство и од претходно да пука уживи луѓе, иначе зашто некој би го земал во акција дете 15 години и би му дал јуришна автоматска пушка, ако тоа дете претходно нема почувствувано во своите дамари како е да се пука ужива мета, можево му било и огнено крштевање во Тетово, ела со нас, еве тија пушката со која вежбаше пукање, автоматската пушка, дојди се имаме малце вистинска акција. Дали сега сваќате, она што го правев мојабет пред 2 години, колку сме блиску до нов Коста Кецмановиќ, што се деси у Београд, у тоа училиштето основно, Рибникар како се викаше. Дали сме свесни сега колку сме блиску до една таква трагедија веќе позната за Србија, веќе позната горе-доле, имаше такви случаи во Хрватска, и нормално многу позната за еден западен свет, особено за Америка, каде што вакви трагедии, вакви ситуации настани немили се случуваат многу често. Дали сте сега свесни дека како обвинителство, како држава не постапиме брутално, дека утре ќе не се случи некој таков копил, кој што некој го увежбувал упукување со автоматска јуришна пушка, дека може некој у школото кај што учи да му опцуе мајка, да ја земе пушката од дома, калашниковот, да се врати назад и да го потепа цел клас. Дали сега сваќате колку сме блиску до една таква трагедија? И зошто државата треба да има помнење, сеќавање, треба да учи од други примери, обвинителството такоđe, и треба кога ќе се случи ваква една работа, сулуда, да земеш 15-годишно дете, да му дадеш автоматска пушка у раце, полна со боева муниција и да го викнеш у акција на ликвидација на некој што ти згазил на жулј. Во сред град, сред Белден, у Тетово. Кај што има други луѓе, кај што има многу ранети, невини луѓе, случајни минувачи. Од жени, од деца, од све. Дали сте свесни дека оваа работа мора да истерате овој случај до крај? Да откриете секој знаел за Малиов дека доаѓа во допир со автоматско оружје, со боева муниција? И сите што знаеле, дури да е тоа цела фамилија,
со 15 братучеди, први, втори, роднини, браќа, 7 сестри, 6, 5, овона, све у затвор. Од прв до последен. Сите што знаеле дека Малиов учи да пука со автоматско оружје, а не пријавиле, све у затвор. Све кривично гонење, од прв до последен. Така државата праќа пример до останатите граѓани дека нема повеќе играње, дека нема играчка со тие работи. Дека по некоја родителска одговорност, затоа што се работи за малолетно лице и било која друга одговорност на сите постари членови што се во фамилијата, што не му се родители, може да бидат и баби и дедоци, дека на сите подлежат под кривичен прогон и сите ќе одат во затвор. Од прв до последен, ама цела фамилија била, цела фамилија во затвор. Така полека ќе ги направите луѓето свесни дека некои работи се недозволиви да се случуваат. Видовте Србија, тој Коста у Рибни кршколото, видовте 2 дена потоа тој у тоа селото Дубона, како се викаше Дубона, тој исто копилјот, тогаш непуналетен, што си доаѓал нон-стоп у допири со калашниковите, бомбите, пиштолите на татко му кој што бил војно лице, кој што дома си имал приватен воен магазин за оружје. А да не збориме темата, да не отвараме колку скриено оружје има у Македонија. Нерегистрирано, скриено, шверцувано, што се чува за некои посебни прилики, за кои тоа треба да си бидат свесни органите за безбедност, службите за безбедност во Македонија, и ова треба да им биде уште еден пример и показател дека треба да делуваат поактивно на тоа поле, да се најдат сите оние кои што кријат оружје или складираат оружје во некои тајни магазини, особено во Западна Македонија. Не ме чуди за восстанија и да се спремаат тама да одредени групи, мислам тоа како да ви кажам. Знаете и сами кај живееме. Не се толку за тоа, идеме Сранко Пичковски, познатото перо, писателско, кој што ги воодушевува либералните воук интелектуалци од Социјалдемократскиот сојуз, ги восхитува со своите писања, ја би рекол, па затоа често го лајкуваат. Последно што напишал, ке парафразирам, е дека во секој македонец чучи бугарин, кој што едва и чека да излезе, али македонецов мора тоа да го скрие со шминка од српски свет, да се нашминка као србин, па затоа македонецов, за да не го покаже бугаринот во себе, гордиот бугарин, затоа македонецов слуша турбофолк, слуша Карлеуша, Марлеуша, Дара Бубамара, доаѓа на концерти на Аца Лукас, паѓа унесве итн. Хај, тоа што го пишал, понатака во своето славно писание навел дека македонецот е ништо, дури не е ни не знам, ни прслук, ни гаќи, ни влошка, ни ова, ни она, дури ни тоа не е, тоа е ништо, може би е говно. Доколку постела таква нација, македонецот бил говно. И тука имаш, нели, бајги лајкови од овие либералниве воук граѓански интелектуалци од Социјалдемократскиот сојуз, кои што тоа со восхит го лајкуеле. И нормално се прашуваш на што тоа се воодушевиле дотичниве лајкачи на Сранко Пичковски и со што сме тоа заслужиле за нас таквите ликови да имаат такво, би рекол, релативно негативно мислење, чак што више би рекол навредливо, понижувачко, полно со презир, кон сопствениот народ, пошто веројатно и они потекнуваат од истата семка, од истиот ген, истите крвни зрнца, но ете ради некои причини имаат таков презир кон сопствениот народ. Сега, пак тука доаѓа до израз една друга работа. Зошто? Од каде изникнуваат ваквите презирачи, мразачи на сопствениот народ, кои што сопствениот народ го множат со ништо, со нула, кои што го нарекуваат дека е гомно нација. И нормално тоа е пречекано со големо воодушевување од страна на бугарите и сите соседи, кои знае колку браво добил Сранко Пичковски од
соседиве, особено од бугарите. Браве, момче! Како ти текна дека у секој македонец чучи бугарин кон кој едва чека да излезе бугаринот од македонецов. Ама македонецот, пошто не е времето добро за бугар да искочи од него, па тоа го шминка со шминка од српски свет, Дара Буба Мараца Лукас, српски филмови, српска музика, српско све. Пак е тука на некој начин има вина и државата. Затоа што дозволува. Прво, затоа што уште им дозволува на ваквите ликови, како Сранко Пичковски, оние што му лајкуваат, да имаат простор каде да ги искажуваат своите негаторски ставови кон македонскиот народ, презриви ставови кон македонскиот народ и значи им овозможуваат простор и не ги санкционираат. И они се зборат. Ја не знам дали има некоја друга држава у светот кај што некој што се нарекува новинар ќе напише у некој вестник или на медиум ќе излезе во некој едиторијал или коментар на повести и ќе каже за сопствената нација дека е гомно и дека тоа така ќе помине. Мислам дека за тоа нема да биде санкциониран. Ја не знам дали постои некоја друга земја во светов кај што тоа нема да биде санкционирано. Вака или онака. Официјално преку судски правен процес или некако другачи. На некој друг начин. Али секако ќе биде санкциониран. Тоа е една работа. Државата мора да почне да ги санкционира ваквите појави, би рекол. Да ги санкционира без пардон. Така ќе им се прати порака на сите лајкачи на Сранко Тричковски, ова е на Сранко Пичковски. Ќе им се прати порака на сите негови лајкачи дека плукањето по сопствениот народ, понижувањата упатени кон сопствениот народ, дека во иднина се казни во дело, и да видите како многу брзо таквите ќе престанат веќе да лајкаат слични ставови у кои што македонецот се нарекува дека е гомно од нација. Или дека е гомно. Може би е гомно. Така пише, може би е гомно, доколку постои таква нација. Таков е цитатот, да го цитираме дотичниот. Исто така, државата што им праќа порака на сите други внатрешни непријатели, кои што се клањаат во други дворови, кај соседите, кои што зимаат пари од соседни држави, за да робарат и да го подкопуваат темелите на оваа држава, кои што користат секоја шанса да го негираат македонскиот идентитет преку разни порталчиња, кои што у Македонија може да се читаат и разни, не знам, такви исто порталчиња што постојат као тамо негде као трибуни, мибуни, како се викаат тие, кои што се знаат од чиви пари се создадени. Ке знаат многу добро дека е време да ги затворат своите портали, да си ги соберат куферите, да си заминат во државата во која што се колнат и се крстат, која што ги плаќа, и да забораат на оваа држава, тоест да сватат дека се тука веќе не пожелни, дури никако комши. Нечи. Тоа е втора работа. Рецимо. Трета работа. Трет начин како да се сузбијат појавата на ваквите ликови е државата да измисли стратегија како се она што постоело, што важело до сега, како што проаѓало, што минувало лесно, како повеќе да не минува, тоест државата сама да смисли стратегија како во поедени аспекти малку да го превоспита македонецот, кога кажам да го превоспита на позитивно, тоест малку да му го смени менталитетот во наредни 20-30 години. Се надевам ВМРО ДПМН ќе има таа шанса, ако се паметни, да останат барем 3 циклуси на власт, изборни, барем 3, за да почнат да ги спроведуваат овие работи за кои што зборувам сега, затоа што менталитетот не е ствар што се менува преку ноќ, се менува за... Го треба малце повеќе време,
малце повеќе години, но дека треба да го смени, да почне да го менува треба, затоа што за волја на вистината а тоа никогаш не сум можел да го сватам. Сум го кажал ја тоа на времето, викам, Бог да те чува од македонец со бугарски пасош што навија за Црвена звезда и има вила у Полихроно. Значи, многу е важно државата да направи се што е во нејзина моќ, да ги принуди натера овие што имаат бугарски пасоши да се размислат со каков пасош сакаат да останат во својот джеп или до своето срце, како сакате, дали тоа македонски, дали бугарски, дали појма немам некој друг пасош, но генерално јас сум тука да се воведе, како се вика оној принцип, ad hoc. Значи, само у случај на бугарски пасош, нека има слободно и амерички, било каков друг бугарски. Пошто нашите односи со Бугарија се специфични, нивниот однос кон нас е специфичен, нивните амбиции кон нас како народ и како држава се специфични, па затоа може да биде тоа и ad hoc, да се однесува само за овие со бугарски пасоши, немам проблем, некој ќе го нарече тоа дискриминација некоја, па што, so what? И да се прашаат луѓето најнормално кои што имаат бугарски пасоши, тоа лесно се утврдува. Кој излегол од Македонија со македонски, влегол у Италија со бугарски пасош или у Германија со тоа лесно може да се дојде до тие податоци, да се викне у министерство или било каде или приватно негде, дојде искочи малце пред зграда, таму Падова, Дженова, Курова, Газова, кај се наоѓаат, не знам, по светов. И да прашаш, дечко, што правиме со, знаем имаш бугарски пасош, со бугарски си влегол у Италија, у Германија, у вама, у тамо, што правиме? Сакаш да ти остане бугарскиот? Ако сакаш да ти остане бугарскиот, губиш право на македонски пасош, губиш право на македонско државенство. Ти си од данас па надале у будуќе, не си повеќе државјанин на Република Македонија, да видиме. Да се изброиме на крајот на краиштата колку сме, да не можат утре бугарите да манипулираат и со бројки, толку илјади имаат со бугарски пасош, толку со ова, толку со она. Така што ако веќе работите у странство со бугарски пасош, сте работеле неколку години, веројатно со тие дозволи што ги имате тамо, може, појма немам, многу од вас ќе може да аплицираат, може и се ожениле тамо, се омужиле, може да си аплицирате за доместицилен пасош од државата у која што се наоѓате, што кој мој ќе ви е бугарски пасош понатака, така да можете и на тој начин да си го решите тоа, па да си останете и со македонски со пасошот на државата у која што работите, а не е таа Бугарија, тако, нели, кој што од Бугарија многу замина со бугарски пасоши нормално, логично. Така што има начини да се врши исто така и воспитување, негување, облагодарување на менталитетот, така што на вистина на македонците ќе им се овозможи во Македонија, ќе им се овозможи малце допери и отклон да направат од некои работи. Например, да направиш еден моќен фудбалски клуб кој што ќе игра во, појма немам, во Лига на Европа, во Лига на шампиони, па да не мора да навија за Звезда постепено. Ако имаме ние секоја година клуб, пример Вардар игра во Лига на шампиони или појма немам, полека ќе народов ќе почне опке подзабораа на Звезда, на ова, но ќе почне тука да знаеш да малце да си навива за своите клубови, исто и со музиката. Ако вие направите еден таков појма немам, промена во културната политика, во музичката продукција, може повторно да се јави процутот во музиката популарна од 90-тите години, па да се јават, што ја знам, нови Студени нозе, нови Кукулеле, нови Марио и Миг 27, нови Нулта Позитив, нови Ристо Бомбата и Кучешка Тенија, повторно да има хитови кои што ќе ги слушаат генерациите македонци после 30 години, како што денес овие генерации на млади македонци ги слушаат хитовите од 90-тите на сите овие бендови што ви ги спомнав, со, нека ми прости некој што нели ради ова, не ги спомнав, а се важни да се спомнат од 90-тите години бендови, например, Архангел, рецимо, ми текна и така натаму. Така што има начини како у наредниве години од предпоставка дека ВМРО со сите проблеми до сегашни ќе застане цврсто на нозе, ќе заземе цврста патека, цврста линија национална и дека полека ќе почне, ќе се фокусира и на овие нешта. И ако овие нешта се направат паралелно со сите други промени што треба да се направат на позитивно во државата, дека полека кај овие
ликови како Сранко Пичковски и неговите лајкачи, да виде како полека ќе исчезне од свеста чувството на инфериорност, дека се гомна. Затоа ни македонците со говно ги споредуваат. Затоа што самите се чувствуваат како гомна. Како некој што не знае шо е. Како некој се осеќа туку што чучи бугарин, ама му е срам да излезе, па се кријат преку концерти на Харис Чинович у Дубај и не знам каде, не знам овој, или не Теата Ирович вамо и Теата Ирович тамо, го кријат бугарот у себе, што не е тешко да се претпостави ако се земе преди таа гарнитура лајкачи, таквите како овој, дека учествува во едно такво предавство на промена на име и во еден таков договор кој што го нарекува договор со пријателство со Бугарија, кој што нема врска никаква со договор за пријателство. Ете така еден ваков однос на државата кон нештата што ја обкружуваат, кон нештата што ја загрозуваат, кон индивидуите што ја загрозуваат, што го загрозуваат државотворниот народ, незин. На ваков начин треба да им покаже, да ги натера да си го сменат своето погано размислување и однесување. Фала многу, пријатно и до гледање.